Бугарските клубови и здруженија низ Македонија ни круваат како печурки после дожд. А во Бугарија да се отвори македонски клуб е малтене светско чудо. Последен пример е одбивањето за регистрација на Здруженијето Никола Вапцаров во Благоевград. Ваквите провокации од Бугарија не се новитет. А не е новитет ниту пак нереагирањето на македонската дипломатија за да ги заштити своите граѓани во Бугарија. Алфа упати прашање до Министерството за надворешни работи за дали ќе реагираат за забраната за регистрација на Здруженијето Никола Вапцаров, но до почетокот на вестите одговор не добивме. Се поверојатно е дека и овој настан ќе помине без реакција на МНР, оти и самиот министер Османи не беше воодушевен кога клубот се отвори. Адвокатот и познавач на оваа тематика Менкиновски вели дека за ваквата состојба во која се наоѓаат македонците во Бугарија, вината лежи во лошата политика на властите. Клучот е во извршната македонска власт, именно доколку македонската дипломатија превземеше било какви чекори во однос на забраната на овие клубови, до сега ние ќе имавме добар и позитивен епилог не само за македонците, како етничка група за почитување на основните човекови права во рамките на Бугарија, туку и во демократизирање на институциите на Република Бугарија во контекст на почитување на правата на македонците и останатите етнички групи. Тој смета дека дозвола ќе се добие за регистрација на Здруженијето, оти одбивањето засега е само на првостепениот суд. Сепак, Менкиновски смета дека македонските дипломати не ги користат демократските алатки со кои тие располагаат, туку ги кријат или ги користат за туѓи каузи. Па едноставно само да го информира, бидејќи сме преседавачи на ОПСЕ, само може да го информира комесарот за малцински прашања при ОПСЕ што се случува во Република Бугарија и тогаш имаме win-win ситуација во целата. Тој комесарот има обврска да излезе на терен, да види што се случува, да изврши дипломатски притисок. Тој дипломатски притисок се префрла на земјите кои членуваат во ОПСЕ, исто така и тие ќе извршат притисок, така да тие алатки треба да се користат, а не да се затајуваат од страна на македонската дипломатија или да се користат во туѓа кауза. За подсетување, Никола Вапцаров, последно формираниот клуб на македонците во Бугарија, ќе се жали на второстепениот суд, откако беше одбиен да се регистрира како здружение. Претседателот на клубот за Алфа изјави дека агенцијата ги одбила со образложение дека граѓански здруженија не може да се регистрираат поради политички цели и активности, што е спротивно на тоа што всушност е здружението, кој во самиот статут има точка дека не врши политички цели.